Уште еден доказ колку е тешко да се преживее на непредвидливите услови на пазарот кога е во прашање електрификацијата доаѓа од шведскиот Нортфолт, која поднесе барање за отворање на стечајна постапка, засега само на американската филијала. Посебно изненадува тоа што, прегледувајќи ги вестите од оваа компанија, до пролетва преовладуваше силен оптимизам. Во нив главно се известуваше за почетни успеси во спроведувањето на амбициозните планови кои покрај првата фабрика во Шведска предвидува отворање на уште 5-6 други низ разни земји од Европа и Северна Америка. За нив се тврдеше дека веќе имаат обезбедено договори за производство на батерии за електричните возила на BMW, Volkswagen, Volvo и други, но одеднаш практично преку ноќ конотацијата се смени. Први беа вестите за откажување на нарачките, потоа за одложување на инвестициите, па за промена во раководните структури на компанијата, за на крај да се стигне до најмалку посакуваниот збор што некој сака да го објави – банкрот, предизвикан од ситуацијата да се има пари само за една недела работење. Според официјално непотврдените судски наводи, долговите што им висат над глава нараснале на неколку милиарди евра, дури и повеќе отколку вкупните инвестиции во компанијата во кои има учествувано и Европската банка за развој. Намерата со отварањето на стечајната постапка е сепак токму тие инвестиции да се заштитат и на компанијата без опасност од принудна наплата на долговите да и се овозможи да се преструктурира и некаде напролет да продолжи со нормална работа. Но за да се случи тоа, треба да се обезбедат доволен број нарачки кои во овој момент пристигнуваат само од Сканија. Иако е тешко изводливо, помош се очекува и од Volkswagen кој поседува повеќе од 20% од акциите на Нортфолт.